Благодарам на присуството оваа пресконференција. Свикавме по повод разјаснување на дилемите кои што се појавија во врска со процесот со носење на изборниот законник. Ова е само сведоштво дека ВМРО-вските мејмунджилаци немаат крај, само небото е граница за нив. Имено сакам да појаснам дека во ниту еден момент не се постигна консензус за ваков изборен законник. Имено 5 теми кои што останаа незатворени после средбата на кој што присуствуваа нашите пратеници Борислав Крмов и Реџеп Исмаил се следниве: процентите на независните после одлуката на Уставен суд, електронското гласање на дијаспора, државното финансирање на изборната кампања заедно со билбордите и воведувањето на една изборна единица. Ставовите на левица беа јасни од самиот почеток. Номотехнички сметаме дека треба да се донесе нов изборен законник, а не да се прави интервенција во постоечкиот, затоа што е номотехничка каша попара и е тежок за снаоѓање дури и за самите правници. Второ, тоа што учествувавме во работниот процес, за разлика од СДС кој што не учествуваа, не обврзува да ги потпишеме решенијата кои всушност не беа и решенија консензуално донесени. И затоа бараме Министерството за правда да биде предлагач на законските измени. И последно, во врска со државното финансирање, нашиот став беше јасен: или да има за сите, или да нема за никој. Односно, наместо државно финансирање да има само дебати. Тоа не беше прифатено и на крајот, наместо да има за сите, остануваат истите законски решенија кои што се спорни и кои што ОПСЕ ги оцени за спорни, а тоа е дека повторно за сите има, само за левица нема предвидено, што е класична политичка дискриминација. Од тука на овие силиџиски уцени ние ќе возвратиме со блокирање на изборниот законник и истовремено го повикуваме Уставниот суд да поведе постапка за членот 76Д, затоа што ВМРО-вецот Дарко Костадиновски една година ја чува во фиока од локалните избори, ја чува во фиока нашата представка, иако самиот Уставен суд да беше доблесен, по собствена иницијатива ќе го укинеше членот 76Д, кој што не ја предвидува левица од како црна овца, не ја предвидува при државното финансирање, односно за сите има пари, освен за левица. Од тука апелираме на разумност, апелираме овој процес да не се саботира, во спротивно пратениците на левица ќе го блокираат изборниот законник уште денес. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Се уште не е ставен, ВМРО-вците во овој момент го потпишуваат и веројатно ќе биде со СМС ставен на оваа седница сега во 12:30. Така се нашите информации. Одма и да, и вечер планираат комисија да закажат. Затоа што го брзаат терминот 30, бидејќи реформската агенда е на 30. Како дополнување, да, ќе стане еден и ќе го дополнат. Но се уште не е стигнат предлогот до пратениците. Да, само драфтот е стигнат оној што беше објават од Министерството, но овој официјалниот да видиме колкав ќе биде процентот на финансирање се уште не е пристигнат. Да, само Дуи е од опозицијата, официјално. Добро. Да, апсолутно. Нашите предлози беа, сегашните пакети се 45-45-7-3. Тоа значи дека ние не сме предвидени никаде. Нашиот предлог беше 40-40-10-5-3. Во тој случај се опфатени сите категории кои постојат. Тие не беа прифатени, се отишло на варијанта, бидејќи јас сум брифиран, не бев дел од процесот, се отишло на варијанта 42-8-5-3, но и тоа не е прифатливо за нив. Тоа значи трошки. Колку за илустрација, ние со двајца пратеници земавме повеќе пари за државно финансирање отколку со 6 пратеници, што нема никаква разумна логика. Од тука ќе видиме какво ќе биде решението, но во секој случај доколку остане истиот, тоа е акутниот проблем кој ние го имаме, алармирани од ОПСЕ и од Европска унија, и мислам дека нема поента да се носи изборниот законник доколку тоа не се регулира. Нашиот став е, повторно ќе кажам, или да има за сите, или да нема за никој. Ние сме спремни и да нема платено политичко рекламирање, односно да има само ТВ дебати. Бидејќи сметаме дека тоа го корумпира процесот, имено зошто служат тие пари. Тие пари,
1,5 милион евра се за големите играчи. Тие пари служат за купување на уредувачка политика и за купување редакции. Да бидеме реални, никој не гледа спот на телевизија, има социјални медиуми за тоа. Ете затоа служат тие пари. И затоа ние сме или да ги нема воопшто за никој, или кога веќе ги има да ги има и за нас. И од тука апелирам да Уставниот суд веднаш да ја земе во работа оваа представка, затоа што ова е недозволиво. Недозволиво е субјект кој има пратеничка група да остане, мнимо сите да остане без државно финансирање. Апсолутно. Нашето решение, уште од самиот почеток, баравме исто како ова. Значи, принципот на работа на таа работна група беше, доколку има консензус, се оди понатаму. За гласањето на дијаспора немаше консензус, но тие го ставија. Зошто тогаш не ја ставија и едната изборна единица, бидејќи и за неа не се постигна консензус? Нашиот, за нас како партија е прифатливо да има, бидејќи најголемиот проблем, барем формално, колку што го изјавуваат, не знаеме колку се искрени, е дека не е проблем самата една изборна единица, туку е проблем цензусот, прагот. ДПМН е бара 5 или повеќе, ние сме спремни да разговараме за 3%. ДУИ исто така, со отворени листи и вреди, меѓутоа нема унисон став. Од тука ние сме, нашата позиција беше да биде само една изборна единица без изборен праг, но во меѓувреме ги прифаќаме аргументите да има изборен праг од одреден процент, меѓутоа мислам дека е само мачкање очи, дека нема политичка волја кај големите субјекти да се воведе една изборна единица, затоа што во тој случај тие губат 2 до 3 пратеника, а вака со гласање на дијаспора добиваат фиксно 3 пратеника од старт. Во овој драфт кој ние го имаме, останува електронско гласање на дијаспора, но не знаеме како тоа технички ќе биде изведено. Ние искрено се сомневаме во капацитетите на ДИК, знаејќи дека, ако се сеќавате, пред 2 изборни циклуса падна сајтот на ДИК и се уште се води кривична пријава постапка за тоа. Од тука се сомневаме во искрените намери дека тие се во состојба да спроведат фер гласање на дијаспората.